што ја презадов беше да напишам статус на социјалните мрежи дека, односно Facebook, дека постои група, јавна соба и дека во неа членуваат 5000 луѓе. Потоа појдов во полициската станица и таму добив одговор дека постојат многу јавни соби. Нареден чекор што го презадов да пишам мејл на телевизиите во Македонија и веста се објави. Чекорот што го направив беше затоа што од кај мене беа земана фотографија од профилот на Facebook и беше искористен некоја девојка која има праќано слики на нејзиното момче. И ги ме споделено моите информации, име и презиме. Реално не ме засегаше толку дали и јас сум во групата, пошто немаше голи фотографии од мене. Повеќе ме беше за девојките кои има навистина голи фотографии, беа нивни лични податоци споделени. Поминаа 3 години од тогаш. Кога ќе погледнеш назад, како се чувствуваше тогаш, а како го гледаш сето тоа од денешна перспектива? После 3 години, реално траумата е олабаена. Нема толку траума и стрес, но сепак се чувствував злоупотребено и незаштитено, пошто имаше период од статусот мој да биде објавен во јавна соба и таму да се води хајка против мене, но тоа не представуваше проблем да го пријавам во полиција, пошто имав голема поддршка од мојата фамилија и мислам дека целата ситуација да излезе на виделина беше заради поддршката на моите родители. После 3 години траумите се уште постојат. Има еден голем белег кој уште влијае на психата лично на мене. Казната која беше добиена 3 години, што сметам дека е многу малку и тоа е плюс причина да не се чувствуваме безбедно во нашата држава. Од сите добив поддршка и сите имаја разбирање за ситуацијата. Дека ништо не е направено лошо од наша страна, само постојат, да кажем, идиоти кои ја користат до бербата на странката што го е пратила фотографијата.